Велики петок е најтажниот ден во христијанството. Великден не е само празник, тој е надеж, љубов и верба. За обичаите и символиката на македонската традиција, утрово зборуваме со нашиот гостин, Бојан Петковски, етнокореолог и активист за заштита на културното наследство. Бојан, добро утро за вас и добро ни дојдовте во емисијата. Добро утро на вас, добро утро на гледачите и огромна радост и одговорност е да се говори на националниот сервис во едни вакви денови во кои што е најзастапено се уште живото културно наследство. Како етнологијата го класифицира Великден во рамките на календарските обреди и кои се главните карактеристики всушност? Денес кога ќе говориме малку подетално за празникот Великден, ќе видиме дека постојат навистина различни традиции и обичаи поврзани со празникот Великден. Само за да можеме да ги разбереме нештата од на самиот почеток, благодарам за прашањето, затоа што е многу важно научно да ги детерминираме фактите поврзани со обредите и обичаите. Доколку ми дозволите, ни се една етнолошка призма на самиот почеток. Обредите и обичаите се делат на 4 циклуси, а тоа се на пролетни, летни, есенски, зимски обреден циклус. Многу важно дека пред тоа претходеше зимскиот обреден циклус. Зошто е тоа важно? Затоа што со самата абстинација на сонцето на земјата се намалува се вкупната активност на човекот, тогаш се намалува и обредната активност на човекот. Со доаѓањето на пролета, каде што всушност и сега се наоѓаме, се зголемува се вкупната активност на човекот, но се зголемува и обредната активност на човекот. Ќе видиме дека за време на великденските пости, на целиот пост, започнувајќи со Тодорова сабота, потоа со Лазарова сабота, тоа се два особено важни празници во традицијата, кои што биле пропратени со силно обредно дејство, доаѓаме и до еден од најголемите христијански празници, тоа е празникот Великден. Од аспект на научниот аспект, што е многу важно да се потенцира, дека Великден припаѓа на пролетниот обреден циклус. Зошто е тоа важно? На самиот почеток дозволите ми да истакнам дека што е по дефиниција што е традицијата. Традицијата е систем науки помеѓу минатото и сегашноста и сето она што е веќе пренесено. Зошто го велам тоа? Затоа што мора да знаеме дека колективната свест на луѓето не се градела врз база на некакви закони, сите овие обичаи не се донесени со закон, туку се донесени со една устна примена по пат на колено. И токму затоа ќе видиме напластени многу различни рудименти. Од научен аспект е тоа многу важно да се каже, затоа што во пролетниот обреден циклус е застапен тој аграрен сегмент, односно во обредите ќе видиме многу сегменти на повторното будење на природата, кои што секако се во корелации со самите христијански сегменти, нешто што ќе видиме низ разговорот понатаму. Бојан, како се поврзуваат паганските и христијанските елементи во празнувањето на Великден и кои обреди можеме да ги сметаме за заштитни, а кои за плодност и благосостојба? Така, ова се надоврзува на мојот претходен одговор со самото тоа што припаѓа на пролетниот обреден циклус. Ќе видиме дека голем дел од во овој момент се преоследени со повторното будење на природата. Христијанскиот сегмент во однос на пример да речем на последната недела пред Великден, ќе видиме дека тука е најзастапен христијанскиот сегмент, каде што се почитува строгиот пост и воопшто и да не се изведувале обредни активности. Веќе со бојадисувањето на првите великденски јајца и потоа со самиот празник Великден, првиот и вториот ден, каде што се прават големите собори, тука веќе се појавуваат најразлични напластени рудименти од предхристијанските сегменти. Ги споменавте великденските јајца, започнува бојадисувањето во четврток, ние домаќинките сме некако така навикнати, така не ни налага традицијата, зошто е одбран токму тој ден? Кога се во прашање великденските јајца е многу интересна тема, затоа што многу малку се следени од еден научен аспект, а се многу застапени денес во однос на бојадисувањето на јајцата. Ќе видиме дека во различни етнички предели тоа се случува во различни временски периоди. Значи дали тоа ќе е во четврток, дали тоа ќе е во сабота, значи имаме во различните етнички предели, но многу повеќе јас би говорил низ призмата како се бојадисувале великденските јајца. Зошто е тоа важно? Затоа што денес во 21 век, кога зборуваме за трендови на бојадисување на великденските јајца, ќе видиме дека и во минатото постоеле различни типови на бојадисување на великденските јајца. Но и многу важно денес кога говориме за заштита на животната средина и за имплементацијата на природни материјали во изработката на било што, тоа било некогаш случајот и во бојадисувањето на великденските јајца, затоа што тие се бојадисувале со растенија кои што им биле од најблиското опкружување на луѓето. Боите од типот на црвена и на жолта се добивале по пат на користење на самите билки кои што биле во нивното опкружување. Но многу важно е и украсувањето на великденските јајца, затоа што кон крај на 19 век имаме и фотографии од самиот процес на тоа. Ќе видиме дека тие се шарат, односно се украсуваат со апликација на вегетабилни сегменти, односно на различни листови и растенија, но една многу интересна застапена форма е тоа кога се украсуваат со восок, односно со восок се исцртува самото великденско јајце. Најчесто се пишувало Христос воскрес и многу интересно се пишувале и имињата на луѓето.
Кога е во прашање великденските јајца, би сакал да проговорам и од аспектот на заштитната функција, тоа што вие во суштина име прашавте, на првото великденско или првите 3 великденски јајца, им се припишуваат едни надприродни моки, односно заштитни моки. Тие се чуваат во текот на целата година. Ние ќе видиме дека и денес во 21 век ние имаме рудименти од тоа, се уште во семејствата пред кукните икони се чува првото или првите 3 великденски јајца, со пожелбите да ја чува фамилијата во текот на годината, но во 19 век од аспект на тој историски сегмент би проговорил дека во суштина се користел и во различни прилики, кога некој ќе е болен од семејството, но многу интересно во околината на Гевгелија, би илустрирал преку тој пример во етничкиот предел Бојмија, кога ќе се појавеле временски непогоди од типот на силни врнежи, домакинката го земала првото великденско јајце, застанувала на кукниот праг како еден премин од домот кон надворешниот свет, изговарајќи на магиска формула, таа посакувала да се подобрат временските услови. Тоа е само еден пример кој што илустрира на големата моќ која што му се препишува на првото великденско јајце. Дали е важно и зошто најчесто да биде поедисано во црвено? Ги споменавме трендовите, нели, кои што се практикуваат изминативе години, но од еден тренд не треба или традиција да се отстапува. Првите јајца 3 да бидат црвени. Дали се согласувате и зошто е тоа така? Во мојот првичен одговор проткав дека традицијата е нешто што е колективна меморија, што се пренесува од колено на колено и мора да знаме дека ние не можеме да останеме имуни на современите трендови, но она што како гостин во утринската емисија мојата цел е во суштина да ги покажам македонските традиционални сегменти кои што и тоа како се белег на нашата држава и еден важен туристички сегмент ако сакате. Повторно во однос на боите на боедисувањето на јајцата не биле во 19 век. Говорам не биле стриктно само црвената била доминантна боја, но повторно тоа биле бои кои што биле од најблиското обкружување кои што ги добивале со користење на растенијата. Во однос на великденските јајца не е толку на бојата, туку се препишува моќта на самото прво великденско јајце. Доколку некој да речеме се разболел, тој се допирал под делови од телото со великденското јајце и се сметало дека ќе оздрави. Значи многу повеќе се препишува моќ на самото јајце како јајце отколку на бојата во која што е боедисано. Иако генерално доминантно таа била црвена, но имаме и многу примери на боедисување во жолта боја, да речеме. А во однос на украсувањето на јајцата низ регионите во нашата држава се разликува тука во тој дел? Да, во различните предели се украсуваат на различен начин, но она што е многу важно да се каже дека повторно е тоа од нивното најблиско обкружување и повторно употребата на природните материјали, тоа што кажав е аплицирањето на вегетабилните сегменти, односно на различни растенија кои што се ставаат на јајцето и потоа кога ќе се отстранат останува нивниот белек на јајцето и онаа форма која што ја кажав дека е многу важна, тоа е пишувањето со восок на самото великденско јајце. А каква символика имаат орнаментите на јајцата? Тие се генерално со пораката Христос воскресе и тоа што го кажав со името на кое што е посочено, односно на пример доколку е за љуба, но типично име да речеме во скопската околина, тоа е со пожелби и здравје на таа која што ќе го добие великденското јајце да има среќа во текот на целата година. Мислам дека и по новите генерации ја следат, односно ја почитуваат традицијата во однос на собирање на оние ливчиња во они кои што имаат дворови се разбира, со зградите можеби е малку потешко, меѓутоа и она техника со користење на восок. Да, токму така. Да позборуваме за великденските обреди, Порече, Бојми и Македонски Брод. Така. Кога се во прашање обредите и обичаите за Великден, во првиот дел од разговорот напоменавме дека оваа недела пред да биде самиот празник Великден е посветена на големите пости, веќе со доаѓањето на Великден во неделата на првиот, вториот и на третиот ден во различните етнички предели во Македонија се сретнуваат и различни обреди. На самиот почеток нешто што е доста застапено во повеќе етнички предели во Македонија, тоа е на песна која што би илустрирал во овој пример, во овој момент тоа е песната Леле леле ден Великден, понатаму се вели кога дојде кога пројде, што не беше за недела, туку пројде за 3 дена. Зошто се важни овие стихови? Затоа што го ја укажуваат важноста на празникот Великден и колку луѓето сакале прославувањето на Великден да трае малку подолго за разлика од тоа што трае само 3 дена. Кон важноста на прославувањето на Великден ќе го додадам и фактот на традиционалната носија, затоа што освен обредите кои што се поврзани со Великден, во првиот, вториот и третиот ден од Великден се користи празнична носија, затоа што некогаш во минатото носијата се делела на секојдневна и на празнична и на генерална подоба. Тогаш ќе видиме дека за Великден се носат тие празнични облеки. Многу интересно се истакнуваат невестинските атрибути, односно оние девојки кои што се подготвени за мажење, на Великден веќе ги облекуваат и дел од невестинските облеки како би покажале на социјалната средина дека се подготвени за мажење. Ваквите сегменти ќе видиме колку луѓето придавале особена важност на празникот Великден.
Ајде малку околу поречието. Кои се најкарактеристичните велигденски игри таму? Кога се во прашање велигденските игри, мора да знаеме дека те имаат социјален предзнак, односно она што го добив и јас сега подарокот е од тој аспект. Повторно Велигден е еден обединувачки празник со пожелби за здравје, среќа и благосостојба. Во етничкиот предел Порече, зашто го избавив за оваа прилика, затоа што се формирале едни многу интересни игри. Зашто станува збор? Значи тие се од типичен социјален карактер. Значи тука самиот велигденски сегмент, односно самиот празник Велигден воопшто и да не е застапен, но пак од друга страна зашто ги класифицираме како велигденски, затоа што се изведувале само на третиот ден на Велигден. Зашто станува збор? Има повеќе игри, од кои што во оваа прилика како етнокоролог, значи како некој што стручно се занимава со играта, бија напоменал играта Вили Самовили. Зошто е ова важно? Затоа што се измешани предхристијанските и христијанските сегменти. Станува збор за женска игра, значи имаме само женски учесници кои што пеат една традиционална песна, но она што чини да има поврзано со Велигден е нивното движење. Некогаш во македонската орска традиција, односно во игрорната традиција, ќе видиме дека најзастапена форма е кружната форма, ланчана, односно сите заедно се држат за рака и играат во круг. Во оваа велигденска игра, Вили Самовили, која што се сретнува исклучиво во етничкиот предел Порече, ќе видиме дека тие се поставуваат во 4 групи, во една формација на крст, односно во текот на самата игра тие се движат и формираат крст и повторно се враќаат во својата првобитна позиција. Она што константно низ разговорот го проткавам, тоа е христијанските и предхристијанските сегменти. Ќе видиме дека самовилите не припаѓаат на христијанската религија, тие припаѓаат на едно колективно верување во надприродни сили, но тука играта се вика Вили Самовили, се пее таква песна, но од друга страна формата на играта е крст која што пак придонесува кон тој сегмент на христијанството. Останатите игри во етничкиот предел Порече се генерално повторно со пожелбите за здравје, среќа и благосостојба. Една таква игра е играта Кален број, мален број, повторно женска игра. Дозволете ми една дистракција, зашто константно велиме женско учество. Мора да знаеме дека некогаш во 19 век жената била главен преносител на традицијата и на културното наследство. Нешто што и денес во 21 век ни се на ретроспектива, повторно ќе видиме дека велиме домакинката ги фарба првите јајца или домакинките прават нешто. Значи женскиот атрибут бил многу важен во чувањето на културното наследство. Да се вратам на она што го говорев, играта Кален број, мален број, ја сочинуваат женски играчи, каде што се зимаат марами, се поставуваат високо, се дигаат над рацете и сите поминуваат под тие марами, повторно една имитативна магија на повторното будење и раѓање на природата и повторното и желбите за повторно да има здравје, среќа и благосостојба. Каква е улогата на младите во обредите во Бојмија и тука ќе ги споменеме велигденските кули во Македонски Брод? Да, одлично прашање што ги споменавте младите. Зошто? Затоа што сега понатаму во разговорот ќе говориме за живо културно наследство. Обредните игри во Бојмија, тоа малку попластично за гледачите, тоа е етнички предел во околината на Гевгелија, станува збор за игра која што е се уште жива денес во 21 век. Станува збор за играта Ѓура Мара, односно Ѓуро и Мара. Повторно тука немаме христијански сегменти, повеќе имаме еден социјален карактер, каде што играта е пропратена со традиционално оро кој што се движи во кон косо десно, но многу интересно се одвоени обрени улоги. Имаме Мара како невеста, потоа двајца машки учесници кои што имитираат турци и сакаат да ја грабнат Мара, и Ѓуро, братот на Мара, кој што се обидува да ја заштити Мара. Во суштина станува збор за една обрена игра во која што повторно уклучено женското население, но сега многу интересно наредено по социјалните статуси, односно во првиот дел на орото се поставени возрастни жени, веќе омажени, централно е поставена женскиот лик кој што е глуми Мара, односно облечена во традиционална невестинска облека, и потоа сите останати млади девојки. Денес, например, се уште доколку отидете во селото Миравци, ќе го видите ова како жива обрена традиција. Гуна е на баба Гуна е моја информаторка која што многу јасно се сеќаваше на оваа традиција, но многу интересно ја пренесуваше и на новите генерации. Во етничкиот предел Бојмија се уште е задржана и облековната структура. Тоа значи дека девојките и момчињата се облекуваат во традиционални носи при изведба на оваа игра. И тука е многу важен сегментот на вклученоста на младите, но во етничкиот предел Бојмија тоа е по еден природен пат, затоа што тие се жители на самото село Бојмија, тука е возрастното население и во корелација со младите го одржува живо културно наследство, на што ќе се надоврзат и кулите од Македонски Брод. Станува збор за една специфична традиција, затоа што етнокоролошки гледано, научно играта, повторно ќе кажам, генерално била во кружна форма,
со косодвижење десно. Зашто станува збор? Овде ќе имаме машко доминантно учество, за разлика од претходните обредни игри со женско учество. Мажите се поставуваат во круг затворен, високо ги подигнуваат рацете, се фаќаат за рамена и потоа на нивните рамена се качуваат останати мажи нагоре, односно буквално се гради една кула од самите машки учесници. Кулата се движи, значи таа е во движење и се пеат најразлични песни. Денес веќе во современиот концепт се пеат и авторски обнародени песни, но повторно една традиција која што е исклучиво застапена за тој етнички предел и нешто што е многу важно, што се одржува денес во 21 век не како сценска примена, како презентација на културното наследство, туку како вистинска примена. И многу важно би сакал да напоменаме дека во одредени етнички предели не само што репетитивно се повторува обредите, туку се уште и младите веруваат во моќта на искажаните зборови во обредните песни, во моќта на обредните реквизити кои што се застапуваат, што ја прави таа дистинкција помеѓу сценско презентирање и живо културно наследство. Така. За крај од овој блок, овие традиции денес дел од нив сигурно се зачувани во некоја форма, но каде е иднината на сето ова што го зборуваме како традиции? Младите доволно ли знаат за да ги зачуваат? Едно од моите омилени прашања, зошто? Затоа што во 21 век, кога се повеќе на изумирање традиционалната култура, ние се повеќе сакаме да ја третираме нени стереотипни форми и тука многу често велиме дека младите не ја сакаат и не ја почитуваат формата, да се навратиме дека традицијата е систем од алки, тогаш младите не се изолирана форма, туку се дел од тој систем од алки и многу важно начинот на кој што сакаме да стигнеме. Ние научниците мора да разбереме дека не можеме да останеме затворени во своите научни кругови и токму затоа ваквата медиумска промоција е многу важна, затоа што така стигнуваме до севкупното население со посебен акцент на младите. И мора да знаеме дека на младите мора да им ги понудиме сите овие обреди обичаи низ призмата на 21 век. Користејќи ги современите алатки, користејќи ги социјалните медиуми, во суштина ние не би ја промениле формата на обредите обичаите, туку само би ја канализирале на еден поинаков начин, затоа што само тогаш кога сите останати, научниците, медиумите, севкупната јавност ќе го промениме својот однос кон традицијата, тогаш малку повеќе млади ќе можат да ја видат во едно поразлично светло. Така. Како да го зачуваме великденското културно наследство и од тука дали постои опасност од губење на автентичноста на обичаите? Кога станува збор за автентичноста на обичаите, ние малку и дискутиравме околу тоа дека некогаш кон крај на 19 век, многу важно, во Македонија постоеле преку 40 различни етнички предели. Зашто станува збор? Значи тоа биле македонци со иста вера, иста раса, туку само имале засебна култура, затоа што некогаш тоа што немале превозни средства, што не мигрирале лесно низ државата, направо да имаме такви 40 етнички предели кои што имале засебна духовна и материјална култура. Ќе видиме дека во различните предели и на различен начин се прославуваат нештата. Апропо бојдојсувањето на јајцата, во одредени предели е во среда, во одредени предели е во четврток, во петок, во сабота, во одредени предели. Сега со популаризацијата на социјалните мрежи, со комуникацијата на населението, доаѓаат во судир тие различни традиции, многу често и се поставува прашањето што е точно и што е исправно. Точно исправно не постои, она што е точно исправно да ги, зошто е важна тука пак научната фела, да ги детерминира различните обреди, да објасни дека тие сите биле засебни и тоа е богатството на нашата земја на Македонија, а од друга страна треба да се практикуваат онака како што биле во различните предели. Веќе и со самиот град Скопје, од каде што имаме жители од цела Македонија, тука се создава таа кохезија помеѓу обредите и многу интересно нешто што е за научно проучување, се создава една нова традиција. Оваа тема многу малку сум ја говорил во медиумите, а тоа е кога овие различни традиции почнуваат да прават една заедничка, односно се прифаќаат некои делови се исфрлаат и денес во 21 век во градот Скопје веќе се создава една малку унифицирана традиција која што е некој природен процес, но од друга страна и не толку добро затоа што тоа го сузбива и го намалува богатото културно наследство кое што треба да го задржиме во најголема форма од што можеме. А дали модерниот начин на прослава ја менува суштината на празникот? Колку тоа ви одмага на вас научниците да се доближат обичаите до младите, колку ви одмага? Зборувам за социјалните медиуми, инфлуенсери, пренесуваат денес поразлични начини на празнување.
Да, но тука е многу важно да се задржи суштината, тоа што говорев. Тоа е во однос и на самата презентација на традиционалната култура, ако сакате, на сцена или одржување како живо културно наследство. Ние кои што се занимаваме со ова, ние сме буквално еден вид историчари. Она кое што ќе го најдеме кон крај на 19-тиот век, непроменето, сурово и автентично, го донесеме во 21-тиот век. Интервенциите мора секако да бидат во начинот на презентација, но од тука мора да има поголема кохезија, односно комплементарност помеѓу научниците и оние кои што ги дистрибуираат информации. Веќе со медиумите имаме одлична комуникација, но сега треба да бидеме многу покомплементарни со инфлуенсерите, каде што ќе можеме на младите да им ја пренесеме на современ начин старата традиција, односно таа форма која што била во 19-тиот век непроменета, користејќи ги социјалните мрежи да ја пренесеме. Но од друга страна мора да знаме дека од 21 век во период на глобализација не можеме комплетно да останеме имуни, но она што можеме ние пак да го направиме е да го следиме светските трендови за третирање на културното наследство, кое што е буквално личната карта на една земја и многу важно туристичката понуда. И сите овие нешта да ги гледаме и од тој аспект како применливи ресурси во 21 век. И да го заокружиме разговорот со семејството, од тука почнува се. Семејството има главната улога во нашиот живот и се разбира пренесува убава традиција од генерација на генерација. Од семејството започнува се, ќе видиме дека во суштина некогаш во 19-тиот век како цврсто се држале овие обреди, тоа само поради заселената форма и функција на семејството, но потоа и на целата социјална заедница. Не смееме да забораваме дека сите овие обреди пред имате на социјална категорија за повторно собирање на луѓето и можеби и од тој аспект на 21 век тоа е најважниот сегмент кој што треба да го задржиме, односно едно единство во прославувањето на овие обреди и обичаи и на тој начин ќе ги заштитиме, валоризираме и многу важно ќе продолжиме континуитетот на културното наследство. Бојан, благодариме за денешното гостување, за времето кое што го одвоивте се разбира за Македонија наутро. Се надевам испративме убава порака. До сите кои што не гледа, до сите верници, ќе ви го честитаме најголемиот христијански празник. Ви благодарам, се надевам дека едуциравме, испратиме важни пораки и многу важно се надам дека се почесто ќе дискутираме за културното наследство. Среќни празници. Благодарам.